Почитувани гледачи на телевизија М-нет, добра вечер. Нова емисија од спортскиот магазин Трибина кој што е посветен на македонскиот спорт. Во оваа нова емисија на Трибина разговараме со Дарко Алексовски, познат и како Пеле, фудбалерот на второлигашот Каменица Саса, во кој што ќе зборуваме за втората лига, за предизвиците, за тоа како Саса си го дозволи тој луксус, јас би рекол во наводница, да во последното коло се спаси и да остане во второлигашкото друштво и во следната на прволигашка сезона. Најпрво голем благодарност до вас за прифатената покана, ете да во Трибина разговараме за се она што се случуваше изминатата сезона, да начнеме некои теми околу финансиите, платите и што она што ќе начекува во новата надпрварувачка сезона кога е во прашање втората македонска фудбалска лига. Добро вечер. Благодарам за поканата на М-нет телевизија да бидам гостин на Трибина. Се надевам дека со моето размислување, со моето видување на мак фудбал за прва и втора лига, дека ќе допре до некои дека ќе допре до федерацијата за да се има подобрување у многу факти. Разговорот ќе го започне најпрво со ланската сезона, со оглед на фактот дека негде заврши пред околу месец, нешто повеќе од месец дена. Посебно коло 30 коло Саса остана во втората лига. Се сеќам дека тој натпревар беше на пренос на телевизија М-нет, кога буквално огледавте нели тој натпревар на телефонот што ќе се случи во Кумано меѓу Башкими и Тетекс. Вие се спасите во последното коло. Со оглед на фактот дека дојдовте во од есенскиот дел играте во Вардар Негоци, дојдовте во зимскиот првен рок. Каква беше атмосферата таму, со оглед на фактот дека многу добро знаеме дека Саса реално беше отпишана веќе и никој не очекуваше дека таа екипа ќе се спаси и ќе остане во втората лига? Првиот пристап првиот момент кога прво беше тешко да се дојде до Каменица. Имавме малку притисок од двете страни, да останеме у Вардар Неготино, да се приклучиме на Каменица како нови засилувања, да може да помогнеме за тај опснов, затоа што наше мислење, ние не сомневавме, јас и Мартин Димовски, Робен и Александар Смилков, од Штип беме засилување за Каменица, за Саса и одлуката не беше едноставна одлуката да отидеме у Каменица, али кога одлучиме да отидеме, беме сигурни дека ќе доаѓаме голем придонес, најмалку дека ќе игра Каменица бараш. Сега тај првиот момент кога отидеме у Каменица, на првиот тренинг, атмосферата не беше добра, имаше големо разочарување помеѓу играчите. Едина светла точка беше кај управата, што луѓето се стварно многу коректни, беа многу сигурни, убедени дека тие играчи што ќе ги успеат да ги доведат како засилување, ќе дадат многу голем придонес и дека ќе се спасе Саса макар преку бараж. Исто јас првиот тренинг не беше добро, па ќе се напоменам, ќе се вратам. Јас со моето искуство, со моето знаење, со мојот квалитет даде и до знаење на помладите играчи, на тие претходно што беа останале и со новите засилувања, неколку други, со Бури Малиев, со Махир Ајрули, направиме добар тим. По мене направиме добар тим, подобар од претходната сезона, полусезона што са били у Каменица. Тоа го и докажаме, али моето искуство беше факт за тоа што мислам дека почнаваме да тренираме на ниво повеќе атмосферата, многу битна атмосферата у клубот. Како беше таа атмосферата вие прв пат кога стапнавте таму? Не добра, не беше многу добра атмосферата, затоа што они беа автоматски, како да кажам, они беа веќе отпишани, да не речем беа сигурни дека се испаднати, има мала надеж, секој пат има надеж. И со самото достигнување на нас, на мене, на Робен, на Смилка, дека имаме квалитет, можеме да придонесеме и придонесеме, ние беме убедени. Јас, познавајќи ги екипите у втората лига, познавајќи ги играчите што настапуваат у одредени клубови, и распоредот многу голема улога играе тука, јас беше убеден дека македонска Каменица ФК Саса ќе играе бараш. Тај беше мојот став и исполниме го. Ние дадеме обеќаме на управата дека ќе спасеме Саса со нашето залагање, тоа што луѓето не добро прифана, има добри услови. Штета е Каменица да биде у таква ситуација, затоа што клубот е стабилен финансиски пред се, можем да го пофалам. Нема веза што сам јас таму, утре може да го кажат играчи што се били претходно, може да го кажат некои играчи што се моментално, затоа што тоа е многу битен факт. Со оглед на фактот дека, што кажавме, беше доста и турбулентна сезоната,
имавте клучи надпревари кои што ги добивавте, каква беше атмосферата веќе од надпревар по надпревар? Дали имаше поголем притисок кога започнавте со тој втор дел од сезоната, односно пролетниот дел, или притисокот можеби беше поголем кога веќе реално Саса се доближи до таа директна зона за опстанок? Со оглед на фактот дека нели добивавте публиката, очекуваше веќе секој нареден надпревар да го добивате, дали тогаш рацеше притисокот или притисокот тогаш се понамали? Притисок е со самото пристигнување таму притисокот си беше присутен. И сега како минеше времето, како од колу лававме ние, така да притисокот раснеше. Значи тоа може да се лажеме ние дека немаме притисок. Значи нашиот преокрет беше, мое мислење, може некои ќе се сложат моите соиграчи управата, може и нема, али мое мислење преокрет беше надпреварот со Тетекс, затоа што Каменица до таа надпревар имавме 4 тешки кола, пето коло ни беше Тетекс гостување и играме одлично, имаме шанси, не успеаме да постигнеме гол. За жал, примаме ефтин наивен гол и ние имавме негатива. И тоа беше, може да го опишем, моментот со обликуваната беше траурна атмосфера. Траурна атмосфера. Значи тоа беше разочарувачки, тоа беше јас по карактер, тие што ме познаваат добро знаат, ја беше најизбувлив во обликуваната. Употребувал сум зборови што не треба, значи тоа беше се со цел да победам. Јас кажа момци, ние си имаме 45 минути, ако остане вај резултат, не само Каменица што испаѓа од лигата, Каменица клуб како клуб испаѓа и ние како играчите, тука ни паѓа и цената, тука веќе немаме авторитет и некако собраме сили, одржаме говор, сите заедно држаме говор, дадеме до знаење, охрабриме се, излеземе и утакмицата решиме и за жал ти кажам, 1-2 како беше? 3 ја го даде гол за не е битно кој не е битно. Јас учествуваме, нема врска кој ги дават головите, асистираат, сите учествуваме и у победа и у пораз. Значи сите сме заедно. Има ли страф можеби кај помладите играчи, еве ти си со Мартин си нели поискусен фудбален региот, ете Смилков е млад, 20 на година. Да, тоа се. Имаш ли некој страф и притисок кај нив да не се да имаат ситуација па да промашат, не знам, да не погодат гол и така натаму? Имаше ситуации, не само на таа надпревар, имаше на други, тоа е нормално, значи младите треба да си дава шанса повеќе на младите. Тоа е се нормално во фудбалот. Значи не е крај света, има поважни работи од спортов. Пред се фамилијата не е важната работа. Фудбал е спореден спорт, така да тоа е нормално кај младите. Значи у ситуација може да се наваѓа ситуација и поискусни играчи. И јас сум промушувал шанса, кога е најбитно, кога треба, тука е концентрација, тука е момент, тука е многу фактори влијаат, одлучуваат. Така да доваѓа до израз и квалитетот, пак ќе кажам, нема врска дали си млад или стар, не гледам така работите, без разлика колку години си, дали си 19 или 40, дали си млад, искусен или неискусен. На теренот тоа публиката не го препознава, сите тражат да се даде што е можно подобро, да се изиграе подобро, да дадеш гол, да искористиш ситуацијата, затоа што питање е дали би имал повторно таква ситуација. Без разлика на годините и на искуството треба да се реализира за да биде мирно. 2 сезони поред Саса се спасува, да речем, во последните кола. Ја научи ли веќе лекцијата тој клуб и ете со какви веќе амбиции и цели ќе влезе во новата сезона? Луѓето моментално што се у Каменица што водат управата се свесни, значи претходно не се биле они, сега кога се спаси Саса втората полузона го презимат они клуба. Претходно луѓето што се работиле не може да се најдат замерки, можеби толку е било и знаењето, можеби луѓето сакале, секој сака најдобро за клубот, не верувам некој да работи против клубот, али нешто не е било добро, дали тимот што се склопувал за надпреварачката сезона не е бил доволно квалитетен, значи се си има свое. А сега луѓето се убедени дека нема да се повторуваат такви грешки. Тие 2 години што беше со Каменица, со Саса, не е добро, затоа што Каменица не заслужува да биде дел од последно пласираните екипи. Они заслужуваат да бидат по мене барем на средината на табелата, да не ставилен второлигаш. И луѓето научиле лекцијата. Сега се надеваме дека ние сме почнати со припреми. Има неколку нови фудбалери, некој има и на проба. Надеваме се дека стручниот штаб и управата ќе одлучат што е најдобро за клубот, кои играчи да останат, затоа што не сакаме да се бавиме па со истиот проблем, да се спасуваме у последното коло, тоа не е добро, зависи од други резултати и надевам се дека луѓето имат научено лекцијата, дека ќе се фане еден ред од првиот ден до последниот ден, дека ќе се изработи се најдобро. Со оглед на фактот дека си фудбалер со големо искуство во македонскиот фудбал, си настапал и во странство, и во прва и во втора лига, каква е инфраструктурата во Македонија? Има ли подобрување? Ете и на стадиони, помошни терени, меѓуто и нели тие клубски простори како
трибини, субликувални, знаеме дека нели некои од стадионите дури немаат ни топла вода за еден фудбалер да може да се истушира па надпревари за време на тренинг. Има ли некое подобрување? Пред се зборам за главниот терен каде што реално вие тренирате нешто, може Саса реално има добри услови за тренинг, меѓутоа доаѓате на терен каде што реално е ораница нива, јас би рекол буквално така, и тоа што вие го тренирате реално не може да го спроведете во пракса на самиот надпревар. И тука веќе може да се пројават некои големи проблеми за време на надпревар. Да, тоа е тај проблем не си го сам кај себе, за сега сум моментално у Каменица. Сега ќе кажам, ние имаме помошен терен. Главниот терен го чуваме само тренираме кој е добро времето и го чуваме за надпревари. Имаме помошен терен. За жал, некои клуби, не поголем дел, али неколку клубови немаат ги тие услови. Имат еден терен, таму тренираат, таму припреми се извршуваат и автоматски кога не е добро времето, теренот се расипува. Има екипи што имат многу поголеми амбиции од Каменица што сакаат да улезат во прва лига, кога дојдат сакаат да играат фудбал, да прикажат добра игра, да прикажат тоа што се го работили преку припремниот период. За жал не може да го спроведат. А таа екипа што се тренира таму, она е навикната, она е го познава теренот и они се прилагодуваат на тај терен. Да условите не се добри и од собликувалните од водите, за жал. Има го и тај дел го има, дека нема топла вода, дека али не е добро тоа треба да се работи по мене малку повеќе. Федерацијата треба да малку повеќе да се грижи за клубовите. Не може секој клуб да се преврува во втора лига, треба да прекаже одредени средства, треба да прекаже одредени собликувални, не знам како да кажам, сега структурата треба да биде добра, инфраструктурата треба да биде одлична, за тоа што треба да се има подобрување кај некои клуби, некои работат на тоа. Еве ќе земеме за пример Детонит Плачковица работат, Арсими права терен, надеваме се дека сето тоа ќе Беса сега што улезеа у прва лига и они работат на теренот да имат подобри услови и за нив и за противници што ќе дојдат да може да се игра фудбал. Значи може да констатираме дека нели одеме во некоја нагорна линија. Одеме нагорна линија, така да. И исто не ми се допаѓа на мене, не ми поставите прашање, јас ќе кажам, не ми се допаѓа термините што ги играеме, што ги одигруваме надпреварите. На мен тоа не ми се допаѓа. Има клубови кои што имат могушности да се одиграе тоа на малку покасно, под рефлектори ќе кажем, ајде ние. Кај нас е тоа научна фантастика да играш под рефлектори. Имаме ги, а не ги користиме, тоа не ми е јасно. Па се бројат надпреварите под рефлектори на прсте што си имат одиграно. Да, но тоа е многу малку, за жал. Еве Црна Гора играат, Косово играат ноќни надпревари. Ние кај нас не можеме да играеме. Немаме прва лига, па за втора нема што да разговараме. Дури можеби треба да се размислува во насока веќе од која начинавме оваа тема да втората лига да се игра во 2-3 дена. Односно има по 2 надпревари сабота, недела, за да може нели тие луѓе кои што го сакаат спорт и на телевизија, меѓутоа и во живо да постојат 2-3 надпревари. Вака се лимитиране надпревар да може да го гледа. Расне интересот за втора лига. Втора лига веќе не е како што е било некогаш. Сега расне интересот луѓе точно вие што го кажувате. Може да биде еве ќе земам пример од гигантите, еве топ 5 лиги, не е битно Шпанија, Англија. Треба да имам и за прва лига исто важат по мене. Ај прва лига малку направија да има по 2 надпревара до 3 сабота и 2-3 недела. Знае да се случи некој и понеделник и петок, тоа е по една надпревар. Треба да се направи некој си распред од кога почнува сезоната и за прва и за втора лига да има и петок надпревар, и сабота, и недела, и понеделник. Али тие надпревари нека се потруде. Сега не знам кој прави тоа, дали клубот одлучува за термините кога ќе се одиграат надпреварите или одлучува федерацијата. Али без оглед на секој да одлучува, ако некој клуб има могушност добра инфраструктура, рефлектори, дека се игра. Да може да се Саса за жал нема, ама Саса нема за жал, али Саса е надморска височина малку посвежо, така да ја мислам дека Саса може, ако се игра цял надпреварите, ќе почнеме сега во август месец од 17 или 18 часот, ја мислам дека сега се гледа до 20-30. Значи Саса може да у Каменица може да се игра од 18 часот. Сега еве Брегалница за жал испадна во втора лига, има одлични услови, има рефлектори. По мене тие што ќе дојдат да играат у Штип, било кој клуб у Штип што ќе дојде да игра, треба да му се даде могушност да се надпреварува навечер од 8, од 9, од 10 часот. Од 10 часот да се играе. Тоа е добро и како дел од клубовите пак и реално немаат финансии кои што ќе треба да ги обезбедат за струја, бидејќи претпоставам дека доста чини да треба да се плати струја за тие рефлектори, бидејќи нели треба да исполни одредено ниво на светлина за тие рефлектори. Може би тука е дел од нив да се нели, ајс би рекол нели воздржани по однос на тоа прашање да се размислува, меѓутоа да, се согласувам дека дел од клубовите имаат инфраструктура, а зошто не се игра е големо прашање за кое што јас многу пати сум го поставил. Пред се ради нели високи температури имаме сега, а на крајот денот е доста поатрактивно да дојдат и гледачите да уживаат во една ноќен надпревар. Јас како фудбалер ќе кажам, не ми исто на мене да играм у 2 часот, у 3, у 4, у 5 и у 9 часот. Јас сум играл и ноќни надпревари. Значи чувството, амбиенто,
енергијата што имаше сосема друга кој играеш навечер. Значи посвеже е времето, самата атмосфера те носи повеќе да се бореш, да трчеш, да придаваш и автоматски сега голем дено луѓето што работат, а сака да го пратат спорто, не може да стасуваат. Так. Ако би си играл надпревар до 8-9 сати и луѓето кои се на работа имат време да отидат дома и да одморат и да дојдат да гледат надпревар, си гледат со друга енергија, а луѓето сега, значи фудбал се игра за публика. Так. Треба малце федерација да излезе сусрет на публиката. Значи, сега ќе почне да намалува дено, пошто ние ги немаме условите, ќе се играат од еден час, од 2 од 3. Луѓето со тај период на работа не играме фудбал за публика. Ако луѓето се ослободуваат некои од работа што се преамбициозни да гледат да навиват за својот клуб, значи ослободуваат се од работа, губат некои си дневници за да не гледат нас, да не бодрат или да не критикуват. И сега нека се потрудат луѓето да ја возможат на луѓето малку подобри услови барем за гледање за покасно надпревари. Сега се напомена за осветленоста, нели, можеби да, слагам се со вас. Можеби не е доволно осветено, али нас е аматерски, втората лига е аматерска, значи колку да не се гледа, па нека имам, тоа за нас ќе биде, како да кажем, Голема предност. Голема предност Особено биде и за помладите играчи. Да, ќе преработи, мислам дека ќе преработи свеста кај луѓето и другите клубови и у федерацијата. Јас еве градски, еве прават го терен у Тетово, Брегалница, значи сега не може моментот да се сетам, али Пелистер, Беласица, да. Кај нас поголем Охрид има, браво. Значи кај нас има поголем дел од терените услови да се играат на ноќни надпревари. Зашто тоа не се користи, прашање, да, можеби тоа кошта, али веќе тие кои се надпреваруваш ова се Так. одлучиле Особено барем клубовите кои што имат високи амбиции. Да, може и- тоа да го дозволат. И да нема врска, ја по мене пак ќе кажем, не си наплаќа картата, затоа си има влез, ќе се плата ако била картата преку ден без ноќен надпревар, без рефлектори, еве ќе кажеме 100 денара, тогава може да биде 300 денара, дека биде малку Ке имат ли ништо. тоа жете граѓаните можност да платат? Ја мислам дека тај што сака да дојде, да гледа, ќе има можност сега. Бидејќи многу вака како разговараме и со фудбалери, и меѓутоа и со тренери и со управи пред се, велат дека има многу голем проблем. Ако оставиме картата 100 денари, 50 денари, дека е многу, па реагираат, па треба да биде 30 денари, па многу се карат на врата, не сакаат да наплатат и слично и се соочуваат со некои проблеми и реално на крајот денот се откажуваат, па на делот на преварите и бесплатно влезат. И знаеш, на многу луѓе не можеш да погодиш, на сите различно размислуваат. Тај навивач, човек, како да кажем, не знам, што сака клубот од градот кој град се наваѓа, треба да си плате за тоа што тоа е па е за град основа, па е за клубот, за подобри услови. И да не верувам дека некој навивач сака да гледа у 3 часот надпревар, подобро ќе да иде у 9. Значи смета сонце, нели, немаме не се покриени трибините, па колку ни на нас топло, жешко и мачно, така му и на него може и повеќе да му е. И саклет го фаќа, а ние се движиме, трчеме, караме се, расправаме се, посуди, викаме, небитно со противници, али он седеш на едно место и јас сум бил публика, кога не настапуваме, ние ја одам гледам надпревари, не е добро. Ако може да се возможи, може, ако не може, тоа е, прашањето останува. Така. Сега веќе подготовките се почнати, доаѓа новата сезона, негде таму околу 10 август, вториот викенд од месец август ќе започне новата сезона. Твое прогнозирање и што на што може да очекуваме новата сезона? Ќе биде ли поконкурентна оваа втора лига, односно оваа сезона во однос на ланската сезона, кога во прашање и борбата за местата кои водат кон прва лига, меѓутоа и местата кои што водат кон понизок ранг, односно испаѓање во трета лига? Улезеа нови две екипи, победа се спаси преку баражо. Не можеме да кажеме пред време дали ќе биде лигата по-добра, поефикасна од претходната или ќе биде како ќе почне да си течат како ќе почне да си тече првенство, така ќе се одвојуваат екипите кои се за опстанок, кои се за средината на табелата, кои се со амбиции за влез. Ајде ќе ги помене, ќе издвоам екипи што лошо е да кажам за опстанок. Сите ќе се бориме за поголем дел од екипите ќе се борат за опстанок, али мислам дека ќе се издвоат екипите за влез. Тука е Брегалница, тука е Ѓорче, тука е Детонит, Арсими и имам контакти со Алпа Јусуф. Така. Ми е бивши колега фудбалер, добро соработуваме, живееме, почитуваме се и контакти имам со него и они имат некои си како скриени амбиции за влез у прва лига. И сега ќе видиме дали знаеш како сега ќе кажам, малку ќе се наврнам, ќе се навратам назад. Сега кога почнуваат припремите, сите клубови у Македонија, прва, втора, трета лига, се најдобрите тимови ги имат. Сите се борат за влез у втора или у трета, у втора или у прва лига.
сите мислат дека имаат најдобрите играчи од тимовите, сите мислат дека работат на најдобар можен начин. И ние како играчи, добри премиери, и тренери, и управа. Сите мислат дека се задоволителни финансиски, сите мислат дека се задоволителни предобри припреми направени, успешни припреми и добри резултати, мада некои на некои не е битен резултати не се битни на пријателските надпревари, како што е битно да се чуваме здравие. Не се тоа е лага. Значи не постои сега да земеме јас и да играме фудбал, јас сакам да те победам, без разлика дали пријателска, дали ја од не знам каков карактер, значи не постои сега пријателски и првенствени надпревари, така да давам предност на вие 4-5 клуба што ги кажа, Ѓорче, Брегалница, Детонит, Арсими и Башки, ми е сега другите клубови не дека се подценуваме, тоа е моје мислење спрема тоа они што се кружи у јавноста дека имат амбиции за влез, затоа викам најверојатно ќе се засилат со оваа лига што ги има играчите, ќе се засилат со поквалитетните фудбалери и сега другите што ќе останат ќе бидеме распоредени по двајца, тројце фудбалери од другите екипи. Тука веќе е фактор посветеност, квалитет, хемија, атмосфера и ќе видиме што ќе се. Со оглед на фактот дека ете настапуваш и во првата лига, како што спомнав и во странство, што ќе се случува во првата лига? Знаеме дека оваа година и од година во година првата лига доста веќе поатрактивна, каде што до последно коло не се знае таму кој ќе испадне. Оваа година беше многу поконкурентна во долниот дел од табелата во однос нели на ланската сезона кога Ренова се откажа, кога веќе беше пикирана победа дека ќе испадне Скопје пикиран за бараж. Одеме дека од година во година и тука веќе растат апетитите, ајде да речем, на многу екипи кои што вложуваат доста, особено Беса ќе ја земам како позитивен пример, каде што многу се вложи и во инфраструктура, и во клубот, и во тимот. Може ли да очекуваме дека и тука борбата како за титулата, така и за излез во Европа, меѓутоа и за борба за опстан е доста поголема и израмнета, бидејќи нема некои да речеме по пикирани екипи да се борат за опстанок или некои екипи изразито кои што ете ќе бидат во првите 4 места? Првата лига е не со едно, со две нивоа по-квалитетна и по-атрактивна од втората лига. Тоа го прават со значи има право на 5 странци у прва лига. Странците ја прават разликата. Е сега сите клубови се изедначени, сите клубови имат добри буџети у прва лига. Сега е многу битно менаџирањето, кои играчи ќе се донесат. Значи странците ја прават разликата. Има и наши домашни квалитетни фудбалери што настапуваат одредени клубови, али јас се надевам дека факторот ќе биде, не знам кога да се искажам, дека тие клуби што ќе ги донесат правите засилувања, по мене правите засилувања, квалитетни, тие клуби ќе се изборат на крајот и за влез али за жал за влез у Европа, али за жал мора некој да испадне од лигата, така да ако се сите еднакво квалитетни, па некој ќе излезе во Европа, некој ќе биде на средина на табела, а некој ќе мора да испадне од лигата и да се бори за опстанок. Така да нема да се знае по мене па до последен момент, затоа што екипите што улезеа Беса сега и Пелистер, и они доста уложуваат и у играчки кадар и со припремен период и надевам се дека нема врска што улават сега они од втора у прва лига, јас се надевам дека они ќе бидат Беса и Пелистер ќе бидат на средината на табелата, на повисоко, верувам дека ќе постигнат добри резултати. Кога смотавме за странците, ете Детонит Плачковец играше бараш против Вардар кој што има право на странци, втора лига што нема право на странци. Има ли тука израмнетост во силите или ете со оглед на фактот дека стана збор за надпревар, па ете можеби не е толку многу пресудно? Има ли да рече некоја поволност да екипата од втората лига кој што има амбиции игра бараш да се спротивстави против екипа кој што има право на странци? Со оглед на фактот дека штом дошле тие од странство има некој квалитет. Види вака. Претходната сезона Вардар улезеу преку баражо, со Вардар беше втора лига, немаше странци, па успеа да победи. Претходни тиквиш го совол да Силекс. Да, браво. Сега, значи, и е мерило и не е мерило, затоа што многу е битно екипата што од втора лига што игра бараш е квалитет, зависност од играчите како е се салдо таму фактор. Многу фактори влијаат. Сега у секој случај екипата што од прва лига што се бори за опстанок преку бараш е поквалитетна, тоа е факт, затоа што сепак правото дозволува, правилникот дозволува да тие странци што се надпреваруваат у лигата да играат и за бараш. И сега ако се тоа правило и случај да бараш кој ќе се игра за прва лига или за втора лига, за втора лига, трета не, за прва лига има странци. Да се случи можноста странците да немат право да настапуваат у бараш, тука би било веќе изедначеност. Тука би било изедначеност и нема да има фаворит кој би улезел у прва лига, кој не би. Али уваа ситуација со странците, со самите странци што имаат право да настапуваат и у бараш, тука веќе значи
секој странец што дојде тука, нели, така кажуваме Така. сите и мислиме дека треба да со едно ниво, со една класа подобро од домашните играчи. Бајте имаше нели една дилема околу тоа да играчите од соседството се сметаат како домашни фудбалери, односно не се сметаат како странци. А од друга страна нели имаше и можност, ете да речем, да екипите од втора лига да имаат право на 20 од тројца странци. Дали на тој начин ќе се потиснеа домашните и младите играчи со оглед на фактот ако дојдат играчи од Албанија, од Косово, од Србија, а при тоа не се смета за странец? Јас лично разговарав со неколку стручни луѓе на таа тема, тренери, моментално бивши тренери. Секој има различно мислење, слушајќи прво нивните мислења за странците да нема странци на Балканот, да нема странци. Сега, по мене, тоа е мое мислење. Некој вика дека е добро, некој вика дека не е добро. Мое мислење не е добро да има странци. Да не се бројат странците на Балканот, Србија, Босна, Црна Гора, Косово, не знам кои други. Не е добро у смисла, ако е така, мое мислење тоа, познавајќи ја фудбалската јавност, луѓето што се бават у фудбалот, у спортот, у фудбалот ќе кажам за Македонија, многу малку домашни играчи ќе има. Сите ќе гледат донесат од Србија играчи, од Босна, знаеш, тоа е квалитетот ќе биде подобар, во секој случај, не викам не, би требало да биде подобар. Сега ќе биде втората лига ќе биде подобра затоа што некои фудбалери што настапуваат у прва лига нема да и се даде права шанса, ќе бидат разочарани автоматски тие ќе се дојдат у втора лига. Тука втората лига ќе добие малку повеќе на квалитет, ама ќе се изгубе оно нашето македонско, значи не може да има толку странци сега да не no limit, да нема 20 странци да се донесе. Тоа не е добро. Еве ние јас сум од Штип. Јас не настапувам у Бреганаца, дај Боже Бреганаца се врати каде и место у прва лига. Јас не настапувам у Бреганаца, ама има играчи што заслужуваат да играат таму и поквалитетни од мене и подобри. Ако е тоа правило, без разлика кој е сопственик или утре општината ќе биде. Ја верувам дека нема да има домашни играчи. Поголем дел ќе бидат странци, тоа не е добро. Ние треба да си го чуваме нашето македонското, треба да се дават шанса повеќе на македонски фудбалери. Значи за тоа играме ние. Нека има лимит, 5, нека има и у втора лига, 20. Еве Србија втора лига, 20 или 30 имат право и Босна е така, 20 тројца. Нека биде кај нас 20, нека има лимит. Ако се 5 луѓе у 5 фудбалери у прва лига, нека бидат 7 до 8 максимум, 10 е превише. Мушне 2 плюс 3, нека добидат и у втора да добие на квалитет, али ако е превише со лимит, тоа мислам дека ќе се изгубе веќе и самата. А каква е третата лига според тебе? Има ли некој квалитет? Знаеме дека трета лига Север е најквалитетниот регион реално, каде што имаме 5-6 екипи кои што имаат многу високи амбиции. Тука е да кажем и Куманово, Шкендија, Рачиново, Евромил кој што настапуваше во првата лига, Фортуна, БВК Коњаре кои што вложуваат доста во таа трета лига, а од друга страна играат бараш. Ете, ќе земам пример, Влазирими од Кичо, 2 години поред шампион во трета лига. Запад 2 години поред губи баражот првиот пат од Башкиме во Тето, минатата сезона која што сега во мај месец одигра тој бараж во Битово, загуби од Борец. И клубот потроши големи финансиски средства и сега е шампион, игра во истиот ранг на надпреварување. Можеби треба да се размислува да се прекорат границите да имаме 3 региони, меѓутоа да бидат квалитетни екипи кои што ќе имаат и финансии и да може да допринесат да се подигне квалитетот во втората после да подига квалитетот на првата лига. Слагам се со вас, така право сте, за жал ние не одлучуваме, не може да дискутираме 2 ноќи и 2 дена, али одлучува федерацијата, одлучува може и преку овие емисии ќе начнеме некој размислување. Дај Боже, тоа да се размислува некоја друга насока веќе. Да, ние си разговараме наши мислења, тоа е наши ставови, некои наши мислења, не мора да значи дека сме во право, али да, има екипи у трета лига што се финансиски буџет, имат подобар буџет од некои екипи што се направуваат у втората лига, за прва не, тука веќе е многу голема разликата, али за жал тие се у трета лига, тука се у втора лига, одлучила федерацијата да биде тај систем и се тера. Добро да се промени нешто, не знам што да се игра преку бараш, нека се стават по мене, нека бидат 3 екипи од ако 5 региона има, тогаш треба 5 екипи од втора лига да испаднат, 5 први да влезат и тука нема да има никаков проблем. А ќе биде ли тоа уште некоја подигање на квалитет ако 5 екипи директно испаѓаат? Тоа значи дека екипите од 16 до 11 место таму би требале да испаѓаат директно во втората лига. Без разлика на квалитет и ниво. Шом има 5 региона, нели само првите играат меѓу себе, нека и биде 5 има да испаѓаат од втора лига. Тоа веќе свеста ќе преработи ке сите, никој неќе да биде последните 5 екипи, ако ќе сака да биде од оздоле 6, 7, 8. Значи, ако ние сме 16 екипи, значи тоа 16, значи 12 екипи, од 12 до 16 место ќе се биде борбата голема, значи можеби тоа е подобро, еве нека се проба, ние сме секој експеримент. За се едно нешто сме ние експерименти. Еве сега имаме фузирање на втората лига.
односно исток-запад во еден регион, 16 екипи. Се подигна ли тука квалитетот? Ето веќе втора, трета сезона. Ќе се подигне за трета лига збор. Да. И за трета, меѓутоа и во втората лига со оглед на фактот дека исток-запад нели беше по 10 екипи, сега е една единствена втора македонска фудбалска лига, 16 екипи, трета сезона поред веќе како ќе се игра и таа единствена лига, се подигна ли веќе квалитетот? Да, во секој случај, да. Може да се Во залажуваме. однос нели на кога беше исток и запад. Може да се залажуваме, може некои нема да ќе ни критикуваат или секој има различни ставови и мислења. Само една е добра работа која беше поделена на два региона. Таа работа е помалку патување, помалку трошкови. Сега е, ова ми се допаѓа на мене, не може да имаме, ние не сме држава кај што можеме да си дозволиме 2-3 лиги да има. Кај нас една лига треба да има, прва лига, една лига треба да има, втора лига и две лиги треба да има, трета лига. Тоа вие што го кажете како добар пример. И тука да се преработи свеста, некои главата пет е многу, некои ако има две трети лиги, двете најдобри од третите лиги, 4, значи 4 испаѓаат од без бараж да се игра, без ништо. Значи 4 испаѓа директно, 4 улават и мислам дека ќе биде квалитетот многу поголем, на повисоко ниво. Исто прва лига се 12 екипи, ако не се лажам. Мислам дека се добро, можеби толку се дозволува, толку се могушности, али мислам дека би било добро да се проба. Секој ние пак ќе се наврата на експеримент. 15 екипи треба да бидат по мене во прва лига. 15-16 екипи втора лига и сето друго што сака да се преварува треба да биде трета лига да се поделат на зони на не знам како да се поделат. Ако начнавме темата за финансиите, тоа може би најинтересното прашање кое што е со каквите финансиски средства располагаат второлигашите и дали се доволно ете со оглед на фактот дека знаеме поголем дел нив кубурат со финансиите, па се случува крах на полусезона, па неисплата на плати. Има ли тука можеби треба да се размисли некоја банкарска гаранција која што ќе биде доволна за да и вие играчите бидете заштитени? Ако знаете дека тој клуб има таа сума на пари, вие нема да имате проблем нели да настапите да подпишете договор, нема да се плашите за вашите финанси, бидејќи нели поголем дел од вас имате и семејства, деца. Како ете од финансиски аспект стојат македонските клубови? Прва лига се окей. Мое мислење, прва лига има добри буџети, мислам дека не би требало, може би да има некои клубови, не сум добро упознат сега да кажувам имиња, да некои да се навредат. Мислам дека нема кај ни неисплати. Втора лига го има тоа, и мало го е уназад со години, и тоа е пракса веќе станува. Значи јас сега ако се одам од САСа, постојаната плата не ја земам од си одам од клубот. Тоа е заработено. Тоа не е добро, али се врата малку назад. По мене треба се стават, лошо се изразувам. Треба да има некои си буџети. Еве, ќе почнеме од прва лига. Прва лига по мене треба да се прикаже, еве, небитно кој клуб учествува да преварува со прва лига, треба да прикаже буџет од 600 до 800.000 евра. Тоа е сигурна гаранција за тие фудбалери и странци и домашни што ќе играат, ќе земат заработка тоа што се договорени. Значи таа сума од 600 до 800.000 евра буџет за клубот, тоа тука се превоз, тука се ручоци, премии, плати на играчи и ред други работи, не трошкови. Втора лига по мене треба да биде од 200 до 300.000 евра. Затоа што втората лига некои клубови ја поминуваат и со 780 до 100.000 евра, а тоа се премалку пари. Значи автоматски зашо попрво да се потроши тие пари. А вака кога би имало лимит од 200.000 минимално да биде, буџетот си прикаже, еве САСа сега да прикаже 200.000 евра и секој евро плюс од 200.000 евра е само позитивна работа, значи поголема гаранција дека клубовите ќе бидат од тие 200.000 евра, 300.000 евра, тука се плаќа котизација за да напомена исто и за прва и за втора лига, тука се плаќа котизацијата, али гледај сега, федерацијата малку може сега ќе ги нападнам, ајде како да кажам. Федерацијата е битно да се плати котизацијата за судиите, за нивните трошкови и ни не ги интересира сега клубот дали има средства да ги исплати играчите. Тоа не е добро. Ние играчите втора лига не сме заштитени доволно. Тоа ми беше прашање, че не сме заштитени, така. Не сме заштитени, тоа е на поверение, рекла казала. Сега малку доаѓа некои нови времиња. Црно на бело потпишуваме, али сега имаме нотарски договор, ако јас немам поверение у САСа, у управата, сега зборам за САСа тоа што сум таму, ја имам преголемо поверение, јас тоа не би го направил никогаш. Тоа се прави кај што немаш поверение у тимот што го водат клубот, у договор што се потпишува аматерски, го носиш кај нотар, го заверуваш и има примерок кај у клубу, примерок кај тебе, ако утре дојде таа последна плата што ја збореме не е исплатена, автоматски можеш ти имаш доказ дека можеш да ги тужиш и да си ги вратиш парите. За тоа не треба да доаѓа, за тоа треба да се прикаже буџет и за жал. Прва лига се 12 плати, не знам колку е запозната јавноста, али втора лига сме со 10 плати. Тоа е многу малку. Ние уште 2 плати заработуваме преку премии.
Значи и питање е дали може да ги заработиме платите преку премии, затоа што зависи у кој тим играш, зависи каде играш, зависи какви ти се премиите, негде има добри премии, негде има солидни, негде и нема премии. Ти не можеш да заработиш те две плати. Годината не е 10 месеци, годината е 12 месеци. Еве јас сум фамилиарен, имам две дечиња, има и други што се надпреваруваат оваа лига фамилиарни луѓе. Оно не мора да си фамилиарен, може да си и нели сам ергеник, како да кажам. Да, ма треба да се заштеди, да се планира за иднина, за треба. тон. Да, не може да се заштедат пари, може да се ние јас сега како ќе кажам, моje мислење тоа. Втора лига преживуваме ние, нели ден за ден, месец за месец со тие плати што ги земаме со 10 плати, а прва лига може да се заштеди, затоа што таму се платите на малку поголеми, земјата кои си таму не е битно како е важно, платите се поголеми, средствата се поголеми, платите и може да се дозволат да си заштедат некој денар и утре кога ќе завршат фудбалската кариера он да има од фудбала. Ние втора лига малце ние тоа е проблем, не знам кој би можел да се реше. А може да се реше, ако веќе моето време, нашето време што сме постарите играчи, ни мине, тоа да се некако сега да се потрудат луѓето, клубовите или федерацијата за младите што доаѓаат. За жал и многу малку млади луѓе веќе, млади фудбалери има што настапуваат. Од таа гледна точка не ми исплаќат редовно, не малку ми е пари и се откажуваат и веќе како доаѓа времето многу повеќе има иселени и проблем настанува. Темата што начнавме со исплата на последната плата, еве јас лично ќе кажам дека голем дел од фудбалери и ракометари и кошаркари се обраќаат до нас, меѓутоа не се спремни да зборат пред камера по однос на тоа прашање дека имаат проблем со исплатата на последната плата. Ако ти му завршил договор и не прифата да останат и следната се на истиот клуб, не ја добиваат последната плата. Тоа е многу голем проблем. Не знам дали конкретно вие си имате сочено со тој проблем како поискусен фудбалер, меѓутоа младите фудбалери кои што реално се жртвуваат за да добијат и минутажа плюс со цел нели да може да направат некој отшко на даска, се жртвуваат за таа последна плата. И всушност има 9 плати во годината, а последната плата ќе јас ќе кажам условно ја простат. 9 е супер, некои клубови изимат по 5, 6, 7 плати, тоа е брука, тоа е срамота, ама тоа е, пак ќе кажам, федерацијата не се доволно ангажира и мислам дека за последната плата збореме сега. Последната плата не се исплаќа. Јас сум еден од тие што не постои фудбалер или спортист, не битно која област е, ракомет, кошарка, убеден сум дека у Македонија зборам за странство не може неким да коментирам. Верувам дека секој си има соочено со ајде од 100% фудбалери што се биле бивши, сегашни, уидени што ќе бидат фудбалери, спортисти. Верувам дека ќе се соочи со таков проблем у некој си клуб кај што нема да земат 1 до 2 плати. Значи тоа не е добро. Јас ќе почнем од мене, ако јас сум сега сум моментално у САСа, завршува сезоната, значи јас сум готов тоа е изработено. Значи ние плата земаме за тоа што одеме секој ден на работа. Еве јас патувам секој ден на тренинг, одам од Штип до Каменици. Ја патувам секој ден. Значи одам на работа јас. И замислите, доаѓа последниот месец, последниот надпревар и така некој направено и со датите за последните надпревари. Пример, плата се зема кај нас, ајде нема што да кажем, јас сум познат по тоа, не крием ништо, немам. Ти кажувам отворено. Значи плата се зема од 15 до 20 на месец, од 15 до 20 дата. Од 15 до 20. Сега а првенство завршува на 12. И сега тоа некои клубови го користат, значи завршува на 12, пример 13, 14, на 15 завршува и сите викат у текот на наредна недела ќе има исплата. За жал нема исплата. Има исплата, да, ама ке тие што се сигурни дека ќе останат у клубот, а за други ќе се одат, тоа не е добро. Тоа не е добро. Јас ќе кажам овај момент, ќе оваа прилика ќе ја искористам да кажам за тоа што сум слушнал од други, ја лично не сум соработувал за Владко Костов, ќе намену човеков е пример и треба да биде пример и за другите тренери, за другите. Значи без разлика ако со него работиш у било кој клуб, у било кој клуб, значи он се борил, јас не сум соработувал со човек, он е така кажуваат сите зборот јавност дека он е единствениот човек, тренер што се боре без разлика ти дали остануваш у клуб или си одеш, клубот да биде чист према тебе. Значи ние фудбалерите сме најдобри амбасадори. Ако мене некој клуб сега у САСа не ми исплате, ние контактираме. Ако вас ви утре тражат или било кој друг, ние контактираме, ќе ме праша мене како е таму, јас нема да му кажам добро, супер, не ми исплаќат, не се коректни. И ти ќе се размислиш дали ќе отидеш тај клуб. Затоа сакам да кажам, да искористам приликата некем да го навредам Владко Костов, позитивен човек, шампион. Значи у таа работа треба да биде само пример. Не без разлика дали си прва, втора или трета лига. Треба да се исплаќаш. Шом си ти договорен на 4 плати, на 5 плати, на 10 плати или на 12, да се биде коректно. Замисли, договарам сега на 10 плати, одам си од САСа и последно јас земам 9 плати. А јас од тоа зависам. Тие пари на мене ми секој денар ми е значен и така да надевам се дека ќе преработи свеста кај клубовите да нема такви
непосекувани работи, затоа што тоа не е добро. Нека се стават тие што се на функција, председател, директор, небитно што е спонзор на клубот, општина, нека се стават они нивните деца да играат у друга држава, у други клубови и да не ги исплаќат примањата, тоа не е добро. Во финишот на разговорот, накратко само уште да го искоментираме надимекот Пеле, од каде доаѓа Дарко Алексовски Пеле? Надимекот доаѓа малку од мојот дедо, мојот татко е играл фудбал, не е бил аматер, е бил човеко. И бил интересен како мал, он така ми ја кажува историјата, приказната, дека како мал е бил доста атрактивен фудбалер и тоа време бил Пеле актуелен при залезу на кариерата и се го завикале Пеле и покрај татко ми јас имам брат. Брат ми е друг спортот, риболов, и јас го сакам фудбал и сум продолжил со фудбал и јас сум доста атрактивен и интересен фудбалер и мене надимак го презимам фактички од мојот дедо, од мојот татко. И сега тај надимак мој, јас го стави на моите два сина на презимето, значи моите синови се Нејмар и Габриел, они се прозиваат Благојчевски, не се Алексовски како мене. Татко ми сакаше да се прозива така, по него он се вика Благојче, да се прозива Благојчевски, јас се додаде како да кажам, како притавка, како Пеле, у презимето, значи мои синови се Нејмар Пеле Благојчевски и Габриел Пеле Благојчевски. Тоа Пеле не сакам да згасне. Сакам да остане, може би моите деца утре нема да ги викат Пеле. Нивните деца, моите внуци нема да ги викат Пеле, али да продолжи лозата дека Пеле, ипак Пеле крало на фудбалот и надевам се, тоа ми прија на мене, искрено да ви кажам, мене и дома моите понекогаш не е битно од блиските. Не ме викат по име, Пеле. Значи тоа е навика беше, мене некој кој ми се обрате како Дарко, ја многу ретко обраќам пажња за тоа што навиката ми Пеле и така останало, ми прија ми, тоа ми добро. Благодарам многу за разговорот. Мислам дека начнавме супер теми со кои ще се надам дека ќе побудиме интерес кај сите засегнати страни да се размислува у позитивна насока да се движи македонскиот фудбал. Надевам се дека ќе допрем. Можеби негде сме погрешиле, можеби негде сме правилно кажале, ајде јас повеќе дискутирам, ви ми поставувате прашања, али надевам се дека тоа се ќе биде у подобра, ќе допре до клубовите, до федерацијата, па ќе само ќе напоменам, нека се потрудат за надпреварите, за термините да се играат што е можно покасно. Тие клубови што имат услови да се играат и ноќни надпревари, нека се играат и ноќни надпревари. Поздрав до гледачите, добра ноќ и се гледаме у следна прилика. Благодарам уште еднаш, ќе ти посакам среќа и успешна сезона. Почитувани гледачи, ова беше Дарко со кој што разговаравме за македонскиот фудбал, за втората лига, за сите оние предизвици, за финансиите. Мислам дека направивме одлична емисија во која што фативме доста теми кои што слободно кажем се буткаат под тепих и се надеваме дека ќе се разбудат сите оние надлежни за да се реши сета оваа ситуација. Благодарам што бевте и во оваа емисија на Трибина, спортски магазин кој што е посветен на македонскиот фудбал. Останете со програмата на телевизија М-нет.